Со низа активност е одбележана Европската недела на имунизацијата. На денешниот ден од Здравствениот дом вела дека целта на оваа недела е да се одбележат активна имунизација со теренска вакцинација. На самиот настан има екипи кои можат да помогнат на родителите доколку имаат некои дилеми во однос на имунизацијата, затоа што имунизацијата представува процес за заштита на здравјето на населението. Европската недела на имунизација традиционално се одбележува секоја година од 24 до 30 април. Оваа година во организација на Министерството за здравство, Светска здравствена организација, УСАИД, УНИЦЕФ, имаме организирано повеќе активности. Здравствениот дом со цел да одбележи активно неделата на имунизација, организираше теренска вакцинација. Услугата е наменета претежно за луѓе кои имаат оттежнат пристап до услугите, здравствените услуги, и оваа акција ќе трае до средината на мај. Покрај тоа еве денес планираме акција да сме поблиску до нашите дечиња, значи со делење на рекламен материјал, на некој начин и нашите екипи се овде да бидат достапни да одговорат на сите прашања, доколку родителите имаат некои дилеми околу имунизацијата, и да ја промовираме имунизацијата како процес за заштита на здравјето на населението. Во општина Штип вела дека има одзив од 90% за сите вакцини, што значи дека е зголемена свесноста кај родителите за здравјето на своите деца, затоа што родителите своите деца ги носат редовно на имунизација кога е предвидено во календарот за имунизација. Големена свесноста кај родителите за значењето на имунизацијата за заштита на нивните деца. Ние во општина Штип имаме над 90% одзив скоро за сите вакцини, нешто послаб одзив, околу 87%, но еве потенцирам дека тоа е сепак над националниот просек. Имаме за МРП вакцината и овде обично не се работи за одбивање да се прима вакцината, туку одложување за примање на истата. Сепак најголемиот број од родителите редовно ги носат своите деца да ја примаат вакцината кога тоа е предвидено по календарот за имунизација. Посочија дека во наредниот период планираат работилница и во градинките на дечињата од 5 годишна возраст. Велат дека преку интерактивна игра сакаат да постигнат да се ослободат дечињата од стравот кој го чувствуваат кога ги посетуваат амбулантите. Затоа денес апелираат дека кога родителите донесуваат одлука за своите деца, да биде базирана на сигурни извори, а доколку имаат дилеми да се обратат во пунктовите за имунизација.